Градот Скопје се вклучува во програмата за општинско корисна работа, со која ќе бидат ангажирани 20 невработени лица со скратено работно време во рамки на проектот социообразовни придобивки преку поддршка на ранливите категории граѓани на територија на град Скопје. 10 невработени лица ќе бидат ангажирани на скратено работно време во период од 9 месеци, како образовни асистенти на лица со посебни образовни потреби во 9 средни училишта во град Скопје, а по 5 ќе бидат ангажирани како персонални асистенти на лица со телесна попреченост и негователи на стари и изнемуштени лица. Преку стручното оспособување и практичното искуство со кои ќе се стекнат лицата кои работно ќе се ангажират, овозможуваме тие полесно да се вклучуваат во пазарот на трудот, а истовремено ќе придонесеме во олеснување на секојдневните препреки со кои се соочуваат лицата со посебни образовни потреби, лицата со телесна попреченост, како и старите лица на кои им е потребна таква услуга. Град Скопје во овој проект се вклучува со ангажирање на 20 невработени лица и тоа 10 ќе се вклучат во као образовни асистенти во средните училишта на град Скопје. 5 други ќе бидат лични асистенти на лица со телесна попреченост и 5 други ќе бидат негователи на стари лица. Радица Тодоровска, одговорна за проектот, објасни дека крајната цел е да ги оспособат учениците кои имаат потешкотии во учењето, како последица на ментални пречки во развојот, по завршувањето на образованието да се вклучат на пазарот на трудот. Решивме дел од оваа програма да ги вклучува образовни асистенти во средните училишта. Планирано е според програмата градот времено да ангажира 10 образовни асистенти кои што ќе бидат распоредени, ќе работат во 9 средни училишта на територија на град Скопје. Овие асистенти ќе бидат ангажирани на временски период од 9 месеци и ќе работат со лица кои што имаат посебни образовни потреби, односно лица со интелектуална попреченост. Преку ангажманот на образовните асистенти имаме крајната цел ние да добиеме ученици кои што на крај ќе излезат како работно способни луѓе кои што ќе можат активно да придонесат и во нивниот приватен живот и во семејниот живот, но и активно да партиципираат во функционирање на градот, да можат да се осамостојат, да бидат независни по излегувањето од училиштата. Раководителката на Оделението за детска социјална и здравствена заштита во град Скопје информираше дека личните асистенти за стари лица, како и за лица со телесен инвалидитет, ќе имаат задача само да ги придружуваат лицата на кои им е потребна придружба при остварување на секојдневните обврски и активности. Често лицата кога имаат потреба да стигнат на одредена дестинација, имаат потреба од придружба, а да тоа не е лицето од семејството, односно да бидат ангажирани лица кои што ќе им бидат на располагање и ќе ги придружуваат во нивниот активен живот. Сакам да нагласам дека персоналните асистенти во случајов не се негователи, туку се токму придружувачи на лица кои што сакаат да се вклучат активно во социјалниот живот. Вработените лица би биле ангажирани 20 часа во неделата и ќе може да покриваат повеќе лица. Работниот ангажман е 20 часа неделно и лицата за тоа ќе добиваат месечен надомест од 9000 денари. Тие во рамки на проектот ќе имаат и платена обука. Рокот за аплицирање е до 14 август. Проектот е во организација на град Скопје, Агенцијата за вработување и Програмата за развој на Обединетите нации. Партнери во проектот се Издруженијето за поддршка и развој Хуманост и Сојузот на лица со телесен инвалидитет Мобилност од Скопје.